Божик. На 25 декември според Грегоријанскиот или на 7 јануари според Јулијанскиот календар го одбележуваме раѓањето на Богот човекот Исус Христос, празникот во слава на Бога Божик. Што всушност значи зборот Божик и какво е неговото значење, јас достега немам слушнато баш од никој да го објасни, а да има логичен одговор. Некои велат дека зборот Божик доаѓа од спорот бдење, што јас мислам дека не е така, и затоа речив да го објаснам јас на пологичен начин. Вака. Значи, зборот Божик, според мене, има македонско значење. И еве што значи. Но најпрво, за да го објасниме зборот Божик, ќе објаснам и некои други, ќе објаснам други зборови и букви. Прво, ќе ја објаснам буквата Ж. За буквата Ж има многу да се објаснува, но сега ќе го објаснам најважното и ќе објаснам како буквата Ж правилно се пишува. И во буквата Ж има многу символика и значење. Значи вака. Значи буквата Ж вака се пише. Па одиме вака. Па ставаме крст. Така. Јас не сум точно сигурен, значи едно од овие символи представува машко и женско, што машкото и женското се заедно, се вкрстуваат и крсто има големо значење, што вертикалната линија означува душа или Бог, а хоризонталната линија означува материја. Материја и што значи Бог се вкрстува со материјата и доаѓа живот. А исто така, гледате колку интересно сега буквата Ж, ке буквата Ж доаѓа, еве пример овако земе машко, се заедно со женското и тие се вкрстуваат. Еве, се вкрстуваат и тука имаме машко, женско и тука се вкрстува, значи тие се материја и иди душата и тие се вкрстуваат. И кој збор го добиваме многу интересен. Значи, еве, ако запишиме М, А, маж, еве, маж, значи тука е заедно, и жена. Иди заедно ма-жена. Маж плюс жена, ма-жена. Тоа е многу интересно. Ма-жена. Така, значи, ја објаснивме буквата Ж и за крсто, значи крсто има, еве се објаснува на македонско значење, значи тука не се вкрстуваат само мажот и жената, велиме во македонскиот говор дека се вкрстуваат и животните, се вкрстуваат растенијата, цвеќината, се вкрстуваат минералите, материјата и така натаму. Понатаму, да. Што значи зборот Ж, жик, знаеме што значи и нема намера да објаснувам. Значи жик си е жик, тука не е тој променет. Но да го објасниме зборот Бо. Бо значи, ќе го запишам. Само вака. Бо значи зборот Божик го разделваме во слогови прво. Бо и овде ставаме, вака ќе го разделиме. Ж и К. Значи кога е разделено вака, имаме два слогови Божик, што значи зборот Бо означува Бог, Творец, Содржител. Јас лично го имам прочитано и видено во една стара црква, која е изградена 1876, мислам да е изградена таа црква, и на една од фреските е прикажано како
значи до главата на денес го велиме Бог стои Бо. И таму тој го прикажа на фреската како го создава свето, значи тука ги создава и Адам и Ева и животните, и има околу него и животни, растенија, вода, ова, она. Така, и значи во други цркви стои Бо. Место денес го велиме Бог. Значи исто така доказ, тоа значи еден доказ, значи фреските се жив доказ, до ден денес постоја, значи. Исто така на каменот од Розета, дешифрирано од Аристотел, Тентов и Томе Бошевски, тие професори ни кажуваат дека во постаро време македонците го кажувале, запишувале за Бог само Бо. И од Бо доаѓа и зборот божество. Значи така. Значи Бо е Бог и тука имаме Бог и Жиг. И добиваме Божик. Значи што значи жигот е на Бог. Жигот на Бог е Богочовекот Исус Христос. И Творецот на се што е видливо и невидливо остави негов жиг за спасение на народите. Божиот жиг е Богочовекот Исус Христос. Тоа е тоа. Пријатно.